Доктор рече дека состојбата е добра. Да не беа нервозите до сега ке станев на нозе. И избруваше ли се докторот? Тебе ти кажа ли нешто? Повелете, господине докторе. Пред малку ја прегледав мајка ви. Каква е состојбата? Искрено состојбата не дава надеж. Не ги добив очекуваните реакции, ама и јас ним спротивното им го кажав. Зборував, татко. Докторот рече дека Елиф да не се грижи за баба ѝ. Ако се грижи одамна ќе станеше на нозе. Таа ќе станела доктор? Како ќе стане? Види, бабичке, ти видам да го пиеш млекото, јајцето ќе си го јадеш. Ти не ме слушаш. Ти не ме слушаш мене? Јас сакам да бидам доктор. Прави како што ти кажувам. Бабице. Моја бабичке. Ти агент ли си? Што се глупераш? Председателе, има работи кои ти не ги знаеш. Што е тоа што јас не знам? Не била специјална екипа на Шахмера, не тајна била. Мене ли ме најдовте? Ова доволен доказ ли е за тебе? А агентот наречен Кара го фативме. Треба да го однесеме во Кандил за да го осудиме да го одмазниме председателот. Откаде да знам дека со Кара не сте направили империалистичка завера? Баре го Кандил и праши. Кодираното име му е Ширван. Во тајните досија на председателот Шахмаран имаше кодирани имења. Сега овој со изглед на агент во кожа на компрадор е личен човек на председател Шахмаран, така ли? Зошто Шахмаран ја составил таа специјална екипа? За ликвидација на сите тие што ќе скршнат од тактиката и стратегијата на организацијата. Зошто е скришнал од нас? Затоа што за нас постоите, така ли? За нас да не ликвидирате. Затоа што цело време во организацијата има агенти на РТ. Почекај тука. Штета. За ова прекрасна убавина. Не разбирам како не можеш да најдеш некој богат. Парелиите се резервирани, шекерче. Од каде знаеш? Сите ли ги провери? Изгледа ти некого знаеш. Има многу богат муштерија, ама малку е мачо. Таквич не ми се покеив, шекер. Сепак ти размисли. Не е риба што ќе побегне. Што се случува? Ке те прашам се убаво. Ако не ми одговориш, ке ти исечам нешто. Ама не косата. Каде е Кендал? Не. Другар Ширван, се слушнав со Кандел. Со заробувањето на агентот Кара направивте голема работа за нашиот народ. Благодарам, председателе. Сега ние ќе действуваме. Нашите другари со тебе ќе дојдат, агентот Кара да го превземат. Моите инструкции не се такви, председателе. Кај мене само јас давам инструкции. РТ сега со сите средства секаде ве бараат. Многу е ризично вие да го држите Кара. Председателе, Кара можеме само вам да ви го предадеме. Председателот Кендал рече лично вам да ви го предадеме. Од вас чека Абер каде да се сретнете. Гледај, другар. Председател Шахмерен веќе го нема. И да сте негова специјална екипа, ако не се сплотите со организацијата, нема да ве оставам живи. Или ќе се подчините на правилата на организацијата, или заедно со агентот што се го фатиле, ќе ве снема како издајци. Председателе, ако ние сме предавници, можеме со силата што ја поседуваме да изнесуваме што сакаме. Ние кон нашето раководство и организацијата
да секогаш сме поврзани. Затоа сакавме вие лично да се инволвирате во целата таа работа. Зошто ти се подоени очите? Не спиеше ли? Воопшто не спиев. Првиот ден не се спие во затворот. За неколку дена ќе се навикнеш. Не е поради тоа. Јатрвата дојде, со мене остана. Која ја трва? Инджи! Уф, ме мати, кој може да лела? Како остана? Хотел Леова. Бога ми, кога видов дека дошла, се шокирав. До сабајле седевме во собата на директорот. А така добро ми дојде што... Човекот татко на син такво нешто не би му направил. Две јатрви не прегазев тебе, браче. Едната ја превзема вината, другата ја фрла пелерината, влегува во затвор за друштво да ја прави. Кога ќе се венчаат Батополот и Лела? Братот не се спасе од лудата жена. Двете свадби заедно можеме да ги правиме. Тие не можат да стасаат на нашата. Во затвор ли ќе ја правиш свадбата? Не, кога ќе излезеш? Од тука ќе те земам во невестинско. Со тапани зурли, ќе одиме сите да видат како се прави свадба. Заарно да е пријателче. И заедно дојдов, господине обвинител. Слушам. Ќе ви кажам многу важни информации, господине, во врска со убиството на Кенан. Што тоа? Господине, јас бев на лице место. Што иде? И видов, и го погребав. Господјата Селви ме повика. Отидов пред прозорецот ја давеше. Влегов натре и се едно шише што го скршив, му го пресеков гркланот. После го однесов и го погребав таме каде што го најдовте вие. Господјата Силви си ја призна вината. Господине обвинител, вие подобро знаете. Ама не се верува, не се и се што ќе каже жена. Господја Селви сака да ми се одложи што ја спасив. Ако сакате на местото на злочинот да направите реконструкција, до детали ќе ви кажам што се случи точно. Машала, многу е сладко. Па и на ваша глава, Лейличке. Дај Боже. Кога те префрлија во Истанбул, се надевав дека во толкав град некој ќе ја освои душата на Лейла. Уште ли нема некој? Има еден душо, ама малку е комплицирано. Значи вистина е што слушнав. Пола Талендер ли е? Многу се натажив кога прочитавме во весник. Го изгубил детето. Не прашувај, поради тоа многу му беше тешко на полот. Нека е со Арно, Лейла. Дај Боже да имате заедно деца. Ако немаме ова, ќе ми го дадеш. Како и да е, ти имаш уште едно.
Каква е состојбата, Абдулхи? Бате, овој нечесник од дуќанот му обезбедувал спонзоруши на Кендал. И без тоа знаевме дека на човекот најголема слабост му се жените. Како контактирале? Бато само од овој телефон, само личниот број на Кендал го барал. Има ли посебен час или ден кој го бараш, а? Нема. Кога ќе ми затреба, тогаш го барам. Што му задзвони личниот број и двете раце му се во крв. Веднаш одговара. Барај. Кажи му дека си ја нашол најубавата жена до сега. Имам за вас нешто специјално. Со вас сака да се запознае. Доволно е убава. До денес немам видено толку убава. Многу убава. Во незгодно време се јавуваш, задржи ја малку. Добро, председателе, како ќе кажете? Ама ме заинтересира сега, прати ми слика да ја видам. Што ќе правиме, бате? Ако не пратиме слика, тој ќе се посомнева. Што е проблемот, Абдухи? Видете од интернет, најдете некоја слика по кејфот на начесникот и пратете ја. Зафер, погледни, контрола ли е или собраќе? Вујче, зошто сега да има контрола? Зошто си не? Викаш само навечер ли има контроли? Контрола била, Вујче. А, како тоа? А, им дат бека, а? Не може, Вујче. Во ова време не може да има контрола. Да застанеме да ги прашаме, вие контрола ли се, што сте? И онака не запираат, Вујче. Пред да не застанат, ние ќе застанеме. Вујче, зошто да застанеме, да си поминеме? Иш. Полицајците секогаш кога имале потреба, јас секогаш сум им се нашол. А? Што ќе ми кажат мене? Застани, мој синко. А? Може ли да излезете од колата? Братче, контрола ли е? Да, господине. Јас ја сакам контролата. Не го сакам собраќајот. Ајде, симнете се вие. Им дат Зафер. Ајде, синко, ајде. Вујче, имало жалба на нас. Требало да одиме во полиција. Кој можел да се пожали на нас? Не знам. Јас ти реков, не ми се допаѓа ситуација. Е, добро што застанавме. Ќе одиме во полиција и ќе разбереме кој се жалел на нас. Браќе! Браќе, вие возите, ние ќе ве пратиме со кола. Ние ќе ви ја донесеме колата, господине. А вашата домашна ли е? Јас не сакам странски коли. Повелете, господине. Зашто плачеш, жено? Погледи, Машо. Лейла е тука. Ајшен добила син. Само Елиф ја нема меѓу нив. Несрекна моја ќерка. Ах, мајко, ах. Елиф си замина. Ама Елиф е тука. И подарокот на ќерка ни Ајше не е тука. Дај да го подржам. Што му е на синчето? Што велат докторите? Татко имал притисок на плуќата. Ќе биде пелива како Хазрети Хамза. Затоа градите му се тесни. И докторите мислат дека има проблем.